Јазикот е основата и таа основа мора да се зајакнува со нови дела посветени на идентитетот, посветени на минатото и со размислување за она што може да не чека и што треба да го правиме. Една од главните мои задачи во текот на мојата дипломатска мисија беше и одбраната на македонскиот јазик. Во текот на оние изминати 5 години дипломатска мисија, при секој разговор, дали со представници на дипломатскиот кор, а најмногу со домакините, во секој разговор македонскиот јазик беше една од првите теми. Секогаш го споредував со онаа време кога Полска била поделена и цели 25 години не постоела како држава, каде што и германците, австро-унгарците и русите им го бранеле мајчиниот јазик. Меѓутоа, со помош на големите писатели, литературата, големата полска класична литература, можам да речам дека ја спаси нацијата од пропаѓање. Книгата е еден вид дневник, откако го завршував работниот ден, секоја ноќ водев белешки. Цели 5 години. Тоа се всушност некаде околу 3000 страници. Со помош на мојата помала ќерка, магистр Татјана, успеав да извлечам од тие 3000 страници едно 700 страници, така што се појави едно доста дебела книга како она, во која ги бележев многу кратко разговорите, средбите со представници на полските власти, со дипломати, со пријатели, запознав огромен број стопанственици, луѓе од културата, луѓе од науката, од техниката, од политиката, од дипломатијата. Од нив многу научив, но и тие од мене многу научија за Македонија. Дипломатијата е исто така политика. Меѓутоа, пред се дипломатијата е работа која подготвува терен за политичарите, за министрите, за председатели на влади, председатели на држави, на парламенти. Нормално дека амбасадорот мора да ја познава политиката, пред се тенденциите на сопствената држава. Мора да се води од барањата на сопствената држава и преку разговорите во кои сигурно се внесува политиката, ја
афирмира сопствената држава. Но се преку желбата и настојувањето за да дознае светот што повеќе за Македонија, за македонскиот јазик, за она што Македонија и македонскиот народ го доживеале и сакат да го постигнат.